Почитувани, време е за уште едно издание на Само прашај. Овој пат прашуваме се за работничките права, кои неретко остануваат само мртво слово на хартија. Во реалноста, жени добиваат отказ додека се на породилно отсуство или не им се продолжуваат договорите за работа, има поплаки за неисплатена прековремена работа, сведоштва за игри со регресот за годишен одмор, за работа во недела или на празник. Затоа во Само прашај бараме одговори за заштитата на вашите права, на правата на работникот. Наши гости се Оливера Лазаревска од Државниот инспекторат за труд. Добре дојдовте. Добре најдов. И Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикатите на Македонија. Добре дојде и за вас. Добро ве најдовме. Како вовед во разговорот, сторијата која што ја направи нашата колешка Катерина Топалова, која разговараше со жена која додека била бремена добила отказ. Го гледаме па се враќаме во студиото. Се вработила во странска фирма кај нас. По некое време останала трудна и заминала на породилно боледување. Личната приказна на 34-годишната Филимена Бушковска-Мишовска започнува идилично, се до третата исплата од Фондот за здравство што иследува на секоја родилка. Наместо да добие пари, таа добила документ дека треба добиените пари да ги врати. 2 месеци од заминување на породилното, директорот кој што е генерален таму од Франција, ангажира некои адвокати кај нас, ги ангажира за да внесат отказ во систем, во АВРМ и да бидеме одјавени јас и другата вработени управителот од фирмата. Јас за тој отказ не сум информирана, не знам дека се случува во меѓувреме. Добивам во февруари оваа година известување, односно некаква покана од ФЗО да ги вратам парите назад и дека исплатата ми се прекинува. По шокот се јавила во ФЗО, но оттаму и рекле дека е најдобро да ги врати парите оти ќе треба да ја пушта тужба. Правни совети побарала кај адвокати, од Хелсиншки комитет и од Трудова инспекција. И сите рекле оти случајот може да го добие единствено на суд. Мене тоа ми е неприфатливо, за да докажувам некакво си право како жена, да одам на суд за да ги земам парите. Без пари, без работа и со мало бебе. Оваа жена не знае колку од незините права се прекршени, но очајно бара да си помогне себе си и на другите жени кои можат да се најдат во истата состојба. Сакам, ако може тоа да го увидат кај нас, дека кога ќе влезе некој со токен да даде отказ во АВРМ, да излезе таму информација дека таа жена е на породилно и дека отказ не сме да се случи. А кај нас очигледно системот со АВРМ и со Фонд за здравство не е поврзан. И може да прави кој што сака. Како Филимена за прекршени работнички права се пожалили и други луѓе, но 62% од вкупните пријави биле анонимни преку апликацијата на Сојузот на синдикати на работници. Повеќе од половина биле жени на кои им бил прекинат работниот однос. Она што обесхрабрува се најчестите коментари од околината или уште полошо од институциите. Ова е Балкан, не можеш ништо. Чувај си го здравието, млада си. Кај што има сила, нема правдина. Ова се најчестите изреки што ќе ги слушнете доколку некому од вашите блиски, па дури институции се пожалите дека можеби е прекршено ваше работничко право. Можеби токму затоа работниците овде имаат чувство дека имаат многу обврски, многу малку или воопшто работнички права. Најголем дел од пријавите преку апликацијата Мои работнички права биле во врска со плата, преку времена работа, право на минимална плата, надоместоци и придонеси од плата. Лазаревска, законот за работи односи вели работодавачот не смее да му го откаже договорот за вработување на работникот во време на бременост, раѓање или родителство, но што да се прави во случај кога тоа не се почитува, кој треба да заштити оваа жена или сличните на неа? Точно е, законот така предвидува во првиот дел, ставот 1, меѓутоа, понатаму оди во случај кога отказот на престанокот на работен однос е поради истек на определено време, во тој случај забраната за ова не важи. Дали може да се поднесе представка до инспекторатот во ваков случај? Да, и имаме поднесувано Веројатно Филимена не е единствениот случај. Не е единствениот. Еве јас лично сум поништувала престаноци кај што имало законски основ. Затоа што ако му даде престанок на работен однос работодавачот на работникот заради потешко кршење на работен ред и дисциплина,
каде што отказот е без отказен рок, во тој случај, доколку има таква ситуација, треба да побара работодавачот, прво од синдикатот, ако има синдикална организација кај работодавачот или е работничката член на синдикат, да побара согласност од синдикатот. Доколку нема таква ситуација, тогаш работодавачот е должен да се обрати до Државниот инспекторат за труд да побара таква согласност. Во тој случај гледаме конкретен предмет, дали има основ или не. Доколку нема основ, ги поништуваме таквите престаноци, затоа што има и таква одредба во член 101, дека се ништовни доколку се донесе отказ на бремена жена или на породилно, кај што нема законски основ. Трендафилов, дали до ССМ има поплаки за вакво кршење на работнички права и што синдикатот прави во такви случаи, што може да направи? Да, за жал, работниците, на почеток ќе кажам дека многу малку се охрабруваат да се организираат во синдикат. Верувам дека доколку колешката била организирана, издружена во синдикат, дека ова што и се случило и што е жално во едно општество како Македонија немало да и се случи. Ова го говорам од причина што во такви случаи ние како синдикати превентивно делуваме и действуваме заедно со Државниот инспекторат за труд, со кој имаме навистина добра соработка во изминатиот период. Морам да кажам дека спецификите за случајот конкретно не ги знаеме. Колешката се нема обратено до ССМ да побара бесплатна правна помош и заштита за прекршеното нејзино право, како што вели. А тоа може да го направи? Да, а тоа можела да го направи, може и се уште да го направи, и жално е тоа што работодавачот на еден нечовечки начин направил манипулации во системот и го откажал договорот за вработување. Многу е битно да се знае и битно и работниците да знаат дека остварувањето на правото за породилно отсуство треба да се исполнат неколку основи. Во случајот би требало работникот да работи најмалку 6 месеци кај работодавачот и да се плаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување за да може да ги уживаат правата при користење на породилно отсуство, односно боледување, и на тој начин, доколку договорот за вработување бил на определено време, а престане во временскиот период додека се користи правото на родилно отсуство, работничката ќе била згрижена и ќе добивала надоместок од Фондот за здравствено осигурување. Меѓутоа, како што кажав, за жал ги немаме сите докази пред нас за да можеме да го прокоментираме случајот, меѓутоа навистина работниците треба да се охрабрат и да се спротивстават на таквите работодавачи, а спротивставувањето да го направат единствено преку синдикат. Навистина е тешко сами, колешката тоа го доживеала на сопствена кожа, да се борат против работодавачот, кој патем слушнавме дека бил во Франција, дека во исто време биле откажани договорите и на управителот и на уште една нејзина колешка, и сметам дека Државниот инспекторат за труд ќе си ја заврши својата работа на нивото на задачата и дека ќе ги превземе сите законски надлежности за овие луѓе да бидат неоштетени во конкретниот случај и на таков начин да се спречат и да се охрабрувањата на некои други работодавачи кои можеби ваквиот пример ќе го земат за пример. Нешто што можем да кажем за крај е тоа дека како ССМ, заедно со представниците на Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд, веќе во новото законско решение, Законот за работни односи, кој се подготвува веќе подолг период, го имаме увидено овој проблем и направени се напори, предложено е законско решение кое ќе ги елиминира сите овие појави, особено за време на бремено сраѓање и родителство. Што во случај кога работничка не е вработена или на неопределено, туку е на определено време, кога ќе остане бремена, често пати се случува едноставно договорот да не биде продолжен, таа повторно не може да го користи правото на породилно отсуство. Дали има механизам тоа да се спречи законски или сепак е оставено на етиката или на човечноста, да речеме на газдата на фирмата, да не го прави тоа? Оставено е на етиката и човечноста на работодавачот, затоа што таа одредба е јасна. 64, значи престанок на работен однос со истек на определено време. Не се работи за отказ на договор за вработување, едноставно работниот однос престанува затоа што бил склучен за одреден период или за извршување на одредена работа, со истекот, значи, на определеното време или завршување на работата, престанува работниот однос. Значи не е отказ ова од страна на работодавачот. Каде што имаме можности, разговараме со работодавачи и некако делуваме малце така и превентивно за да успееме некако барем да го оствари тоа право на породилно отсуство.
За жал ќе дополнам нешто на колешката. Ние како ССМ токму поради увидувањето на овој проблем на злоупотребата на договорите за вработување на определено време, бараме тие договори да бидат максимум до 1 година. Во моментот законското решение овозможува работодавачите да ги исклучуваат на период од 5 до 5 години. Нема никакви ограничувања, може да им ги исклучуваат секој месец. Тоа значи дека работниците не можат апсолутно ништо да планираат во нивните животи, едноставно може да им бидат само робови на работодавачите, а работодавачите умешно ги злоупотребуваат овој тип на договори. И овој пример и низа други примери изминатите години навистина не поттикна да се бориме и да се залагаме договорите за вработување да бидат максимално до 1 година. За жал, во преговорите сме стигнати до некој компромис од 2 години за кој ние како синдикати се уште не се согласуваме и сметаме дека ваквите примери дополнително даваат придонес да се подзамислат креаторите на политиките за злоупотребата на овие договори, меѓутоа нешто што прифатено од страна на останатите социјални партнери, овој тип на договори да се случуваат максимум 3 пати во периодот за кој ќе се договориме, дали тоа ќе биде 1 или 2 години ќе видиме, меѓутоа тоа навистина ќе ги оневозможи работодавачите да ги изигруваат и работниците и државата, да не заборавиме, поради тоа што и државата преку злоупотребата на овој тип на договори, кога работодавачите ќе почувствуваат мал проблем во нивното работење, не ги продолжуваат едноставно тие договори, а државата губи по основ на придонеси за задолжително социјално осигурување. Ние често пати велиме дека доколку државата се заинтересира само за придонесите, не за платите на вработените, за платите се бориме ние синдикатите и самите вработени, меѓутоа доколку државата се заинтересира само по основ на придонеси да си ги прибере парите, навистина голема сума на пари ќе се влие во државната каса и ќе може да се овозможат навистина многу други поволни услуги и за работниците и за граѓаните. Меѓутоа, за жал, во изминатиот период тоа не се покаже како случај. Законот вели отказот мора да биде во писмена форма за да се има право на приговор. Како ди процесот на поднесување представка до инспекторатот и што во случаи кога одреден газда му вели на работникот од утре повеќе да не те видам на работа? Да, се почесто и доаѓаат такви представки каде што им кажува не доаѓа више од утре на работа, 3 дена ќе поминат и после им дава отказ за неоправдано изостанување од работа. Има некои пати доаѓаат кај нас и представки кога има таква ситуација пред да поминат тие 3 дена, за да интервенираме и кога имаме можност интервенираме во такви ситуации за да не дозволиме значи ние да го направиме надзорот пред да помине третиот ден за да може после да го одјави работникот. Значи работниците треба да внимаваат. И ако добијат отказ да барат на писмено. Од почеток, кога ќе добијат прво договор за вработување, треба да го видат договорот, да го прочитат убаво. И еден примерок да треба работодавачот да должен да му даде на работникот на денот на подпишување на се случува дека да не им дадат договор за вработување и они не знаат ни кои им се правата, ни кај се вработели, ништо работните задачи треба да ги извршуваат, па дури не знаат и дали е на определено или на неопределено време. После кога ќе видат, кога ќе дојде ситуација да добијат отказ на договор за вработување, доаѓаат кај нас, немам договор, па ние после надзор ги гледаме тие дали има договор, па кои били условите, престанокот го гледаме ние, по кој основ е донесен, ако има незаконски донесен основ, поништуваме договор, отказот на договорот за вработување. Има рок на постапување или зависи од комплексноста на предметот? Од тоа колку можеме да ги процесуираме представките, затоа што има периоди кога многу одеднашка доаѓаат многу представки, па така дали во рок од еден месец сме должни да го завршиме предметот, а за итни ситуации одиме поготово кај премени жени, како што одиме веднаш што ќе го добиеме предметот. Има трикови сведоштва со исплатата на регресот за годишен умор или така наречениот К15. Има жалби дека се исплаќа минимална сума, па дека некои се натерани парите што ги добијат потоа да ги вратат на рака, веројатно е тешко тоа после да се докаже. Дали има механизам ова да се спречи или сепак зависи од храброста на одреден работник јавно да излезе да проговори, што не е случај затоа што се плаши едноставно дека ќе добие отказ. И кој ајде им појаснам на граѓаните минималниот износ на К15 што мора да го добијат? Оному каде што имаме синдикат, навистина немаме проблем со исплатата на регрес за годишен умор. Во некаде околу 85% од компаниите каде што сме синдикално организирани се исплаќа и просечна плата во републиката како регрес за годишен умор. Во одредени компании каде што навистина има одредени финансиски потешкоти, синдикатите не се согласуваат и покрај таквите потешкоти и се исплаќа 40% од просечната плата регрес за годишен умор, што е утврдено како најнизок износ општиот колективен договор за приватен сектор. Меѓутоа, секој пат на работниците им укажуваме дека потребно да се организираат во синдикат од една причина.
Најчесто работодавачите ја изигруваат одредбата на начин што ќе изберат еден представник од работниците со кој ќе се договорат онаму каде што нема синдикати. Во тој случај работник на работник му прави штета, работодавачот е чист пред законот и пред инспекцијските служби. Работникот ќе потпише, јас не знам од каде им е таа храброст на тие работници да потпишат нешто и да им скратат од џебот на нивните колеги и како тоа ги гледаат понатаму во текот на годината на работното место истите колеги на кои они им одземале со нивен потпис нешто што им следува со општиот колективен договор за приватниот сектор и на таков начин им ги кратат работничките права. Нешто што сакам да кажам е дека работниците мораат и да се охрабрат. Доколку не се организирани во синдикат, ние изминатата година имавме една кампања каде што кажавме дека и за жал неуспешно заврши акцијата која сакавме да ја спроведеме, беше во Велес за една компанија каде што работодавачот ги терал да им ги вратат. Ние пријавивме како ССМ во Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за труд го задолжи работодавачот за целиот износ 40% од просечната плата да исплати на работниците, меѓутоа на поголема група на работници работодавачот потоа им ги барал парите назад. Ние имавме разбирање од страна на Министерството за труд и социјална политика, имавме разбирање дури од страна на Министерството за внатрешни работи, дури на работниците им кажавме дека тој работник кој ќе дојде да го направи тоа, за да докажеме дека е кривично дело согласно кривичниот законник, доколку некој работодавач одзема од платата на работниците, дури ќе го вработиме во ССМ за да не изгуби од неговата екзистенција. Докрај работниците не се охрабрија и не дојдоа, иако бевме подготвени заедно со Министерството за труд и социјална политика и со Министерството за внатрешни работи да се обележат и банкноти и да се фати работодавачот на лице место како ги бара и како ги добива назад парите од работникот. Регрес за годишен одмор исто така има утврден и во јавниот сектор. Синдикатот НУПОС има подпишано грански колективен договор со кој е утврден 9000 денари износ за регрес за годишен одмор за сите работници за кои се однесува тој грански колективен договор. Морам да кажам дека дури и државата се однесуваше како лош работодавач изминатата година, па ние моравме да протестираме и да штрajкуваме и на крајот на годината под закана за неколку илјади тужби пред надлежните судови, ако имате во предвид дека 60.000 денари за еден работен спор трошоците за водење на тој спор, дополнително би се обременил буџетот и донесува одлука во декември кога истекуваше рокот да се исплатат два износи на регрес за годишни одмори за 2022 година и за 2021 година. Значи, одредбите кои ние ги договараме во колективните договори се на ниво на закон. Работниците мораат да сватат дека колку се побројни издружени во синдикат, толку и поголема нашата моќ да преговараме со спротивната страна и да утврдиме поповолни одредби. Сега во конкретниот случај можам само тоа да најавам дека разговараме веќе за општиот колективен договор за јавен сектор, каде што ќе утврдиме и ќе исправиме на неправда спрема сите вработени во јавниот сектор. Сакаме да утврдиме регрес за годишен одмор за сите вработени во јавниот сектор, како што тоа го уживаат вработените во приватниот сектор и правиме напори со нашите колеги од организацијата на работодавачи да изнајдеме решение да склучиме анекс или нов општ колективен договор за приватниот сектор каде што ќе го елиминираме овој момент на изигрување на работниците. Дали има капацитет, механизми, алатки инспекторатот да постапува во вакви случаи кога се изигрува исплата на регресот за годишен одмор? Колку што знам, казната за правното лице е 4000 евра ако се констатира. Да не зборувам за глобите, значи многу се ниски глобите, така да се случува некој пати да не сакат ни да платат и ќе платат глоба, па веројатно повеќе им се исплати да платат глоба, отколку да меѓутоа ние, мада сега во последниот период сега кога правиме контрола за регресот, се исплаќа, значи по колективниот договор регресот. Ретко има некои фирми што не исплаќаат во висина од 40%. Ако се плаши работникот, може да поднесе анонимна представка до инспекторатот? Може. И дали тогаш вие може да постапувате или потешко? Проблем е кога ќе треба да се пресметуваат прековремени сати за вработени 300 во фирма, да речеме, имаат и тоа е веќе голема работа, значи не може да се види, сепак не сме вешти лица за да можеме до толку и тоа одзема и многу време. Тогаш е проблем. Значи се трудиме максимално и по анонимни, меѓутоа кога имаме конкретна представка за да видиме прековремени сати или дали на некого му платиле плата лично право за работникот, лично право на работникот, тогаш ни треба податоци. Не е проблем да го напишат податокот личен, меѓутоа да напишат дека сака да бидат анонимни пред работодавачот,
Во тој случај ние не кажуваме од кого не е представката и имаме ние механизми како да го тврдиме тоа. Од друга страна, по однос на анонимните представки кои се преку нашата апликација, ги поднесуваме во име на председателот на ССМ за Државниот инспекторат за труд да ни одговори нам, а потоа ние по анонимен пат да го проследиме одговорот, пошто и они имаат проблем со анонимните представки доколку не остават адреса за контакт, доколку не остават телефонски број, можеби ќе биде постапено, меѓутоа нема да знае противната страна работникот нема да добие никаква повратна информација и ќе мисли дека зател системот, а не е случај во. Ајде да го видиме прилогот на колешката Катерина Топалова, таа поразговара со неколку граѓани за тоа кои они прашања ги имаат што треба да ги одговорите. Согласно статистиката од апликацијата на Сојузот на синдикати на Македонија, Мои работнички права, пријавите се во најголемиот број од вработени, а многу малку од нив се невработени лица или лица на кои им бил прекинат работниот однос. Нема да има работодавци ако нема работници, а ништо не е изгубено се додека има прашања. А прашањата се неисцрпни, од лични искуства па се до општо позната состојба. Дали системот е виновен за оваа грешка, дали се виновни адвокатите кои што не се информирале навремено дали сум јас на породилно отсуство или не, дали е крив директорот затоа што може да прави што сака во нашата држава, односно да ангажира адвокати и да спроведуваат некакви негови барања и овластувања во АВРМ. Искуството на Филимена е дел од животот на повеќе работници. Чувството е дека повеќе права се прекршуваат во приватниот сектор, па затоа Фросина сака да знае. Дали во приватниот сектор ги казнуваат работодавците кои што ги прекршуваат работничките права? Најчесто поставуваното прашање е за луѓето кои треба да ги ловат грешките. Па затоа искусната Вера прашува: дали има инспектори доволно? Наместо да бидат партнери, работниците и работодавците се во вечен клинч. Тоа што за едните е многу, за другите е секогаш малку. Па затоа, како поранешен работник, Слободанка прашува: кои права најчесто се прекршуваат? Овие луѓе се дел од актуелната или доскоро актуелна работна сила, која не сака да биде дел од повеќето кои ја градат сликата дека во државава работниците молчат за своите работнички права. Лазаревски, имаме ли доволно инспектори? Помалку сме инспектори. Во 2020 година со короната и затоа што ни беше стар кадарот, не стар, возрасен, во групата кога требаше веќе да заменат во пензија, имавме голем одлив на искусни инспектори. Последниве години вработивме нови инспектори. Моментално во инспекторатот се 71 инспектор за работни односи. Зборам за секторот работни односи каде што сум јас. Како бројка не е доволна се уште, а дека треба искуство за да може да го сработат брзо предметот што ќе им дојде што ќе им биде доделен за работа. Мислам дека треба уште, меѓутоа тоа требаше порано да се. Ова е занат, нашата работа е занат, му треба време за да се обучи инспектор, не е тоа. Имаме 9 месеци менторирање, меѓутоа и тоа е мал период. Например, дали еден работник може да се бара од него да работи прековремено за тоа да не се извести инспекторатот? И малкумина знаат веројатно дека им следува и 13-та плата ако работат 150 часови плюс. Информирани се, за се се информирани вработените. Значи, дозволено да се работи прековремено и прековремената работа, во видување на прековремена работа, работодавачот е должен да ја пријави во Државниот инспекторат за труд. ССМ го избутка, ред е прашањето да ви го поставам на вас, недела, ден за одмор, многу нејасноти, многу дилеми, колку треба да се плати за работа во недела и колку треба да се плати за работа во празник. Тоа се две од најчесто поставани прашања. Нешто што е многу битно да знаат работниците е дека работата во недела се плаќа за 50% изголемена по работен час за извршена работа во денот недела и задолжително е обврската да добијат ден за неделен одмор во текот на наредната недела, работна недела зборуваме од 40 часа неделно,
и на тој начин работниците да го добијат и заслуженото за сработеното и заслужениот одмор кој не го добиле како што тоа го направиле нивните колеги кои одмарале во недела. Морам да кажам дека ова работничко право навистина значајно во Македонија. Ние се боревме и се залагавме за тоа работничко право, иако одредени сегменти на тоа како беа донесени законите нас не ни се допаѓа и гласно реагиравме на тоа. Меѓутоа, од друга страна, работата на празник е едно од најзлоупотребуваните права на работниците, односно работодавачите, особено во трговијата, во текстилната индустрија и во некои други дејности каде што работниците не се синдикално организирани, за жал, добиваат некаков надоместок за работа на празник, меѓутоа не во полниот износ. Работата на празник се плаќа вкупно 250%. Тоа значи дека доколку математички 1000 денари е дневницата на работникот треба да добие дополнителни 1500 денара за работата во празник. За жал, законот не ограничува и не забранува работа на празник, меѓутоа оние работодавачи кои ќе ги ангажираат нивните работници треба да знаат дека тоа е скапо. Вие да ангажирате работник да го одвоите од семејството и од неговиот слободен ден, да доаѓа на работа, навистина морате да го платите 2,5 пати. За жал, во трговијата особено, некои информации кои ние како ССМ ги имаме, работодавачите ги плаќаат работниците некои смешни 500-600 денари кој дополнително на дневницата. За среќа Државниот инспекторат за труд по пријавите од ССМ реагираше многу брзо и ефикасно во одредени градови и беа исправени овие неправилности, па така сега можеме да видиме дека работодавачите дури сами одлучуваат да одмараат и да не работат во празник само за да не бидат изложени на дополнителни финансиски импликации и конлив, а од спротивната страна и работниците се срекни заради тоа што можат да одмараат на празник како и нивните колеги. Колку представки годишно имате за инспекторатот? Нека груба бројка и колку од нив да речеме имаат имали ако ви кажам за 2022 година дека имаме направено 16.000 надзори, па не знам се како ќе го правиме да. Тоа е веројатно многу. Што значи сепак се кршат правата работнички во земјава. Па се кршат како? Многу често се злоупотребува, го гледаме тоа во пресметките за плата кои што имаме конкретно. Ако еднаш му ги прикаже горе сатите што се ефективни, што треба да ги има во месецот, му ги одбива празникот, му го додава доле празникот, речеме 8 часа работел, му ги испаќа по 150%. И тука веќе една дневница му намалува. Само 50% зголемување на неговата лична дневница за која тој работел и тоа е прекршувањето за кое и тоа го гледаме, значи напоменав. го воочуваме и носиме решение помена да се исплати. И работниците уште еднаш ќе апелирам да си ги бараат овие исплатни листи. Тие се најголемиот доказ за тоа што има платено, а што не има платено од работодавачот. Денеска ако направите анкета како што анкетите на гледачите за прашањата кои ги постави, ако ги прашате колку од нив добиле такви исплатни листи, согласно законот за работни односи, верувам дека 90% ќе ви кажат дека не ни знаат дека треба да ги поседуваат. Меѓутоа, тие се најголемиот доказ покрај договорот за вработување работниците да можат легитимно да ги остварат нивните парични поборувања од работен однос. Пред да се одјавиме да погледнеме неколку клучни поенти од законот за работни односи за оние прашања кои што граѓаните најчесто ги имаат. Полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно или 8 часа дневно. Прекувремената работа е работа преку полното работно време што ја врши работникот на барање на работодавачот. Ако сте бремени или 1 година по породувањето, не смеете да работите прекувремено. Работодавачот не смее да ви го прекине договорот за вработување за време на бременост, раѓање и родителство. Ако дадете отказ, отказниот рок е 1 месец. Според колективниот договор, отказниот рок не треба да е подолг од 3 месеци. Работодавачот и работникот може да договорат отказен рок пократок и од 1 месец. Право на К15 или регрес за годишен одмор имаат сите вработени во приватниот сектор кои работеле кај ист работодавач најмалку 6 месеци во текот на годината. Ако службено патувате во земјата, имате право на дневница во висина од 8% од просечната месечна нето плата во последните 3 месеци. Лазаревска, Трендафилов, ви благодарам што бевте наши гости. Ви благодарам и ние. Почитувани
До следното издание на Само прашај, останете со добро здравје, имајте пријатна вечер.